Учениците по се изгледа ќе го дочекаат крајот на првото полугодие без учебници. Министерството за образование и наука ги проби сите рокови што си ги постави. Последниот беше на почетокот на ноември. Основците, но и родителите 3 месеци водат борба како да стигнат до потребните материјали, кои пак се полни со грешки или во лоша копија. И наставниците се во тотален хаос, а од Министерството не покажуваат некој посебен интерес учебниците што поскоро да стигнат до основците. Наставниот кадар алармира за намален квалитет во образовниот процес. Сериозен е проблемот со недостаток на учебници, заради намалување на квалитетот на воспитно-образовниот процес, бидејќи различна е начинот на одвивање на настава со и без учебници. Пред се за децата, бидејќи пренесувањето на знаењето мора да има и можност да го користат учебникот за повторување, за утврдување, исто така и отежната и работата на просветните работници. Од независниот синдикат се сомневаат во транспарентноста и искрената намера на МОН навреме да ги испечати книгите за учениците. Зашто сите учебници идат токму поради преку една или две печатници и зашто баш тие се избираат, начинот на кој што се избира не е доволно познат и не е ни доволно транспарентен. Утре да сакаат, ние сме били у контакт со многу печатници, ние како синдикат сме користели услуги од многу печатници, че утре да сакаат им ги дадат материјалите, ќе испечатат учебниците. Тоа е многу едноставно. Тука зашто се калкулира е прашањето. Основците уште чекаат нови учебници, а на тоа се понадеваа и средношколците, бидејќи тие добија, ама оштетени и неупотребливи. Како почна учебната година, средношколците се пожалија дека тие што добиле учебници биле стари и искинати, а за дел од нив воопшто и немаше. За сега единствено се знае дека учебниците се на печатење, а кога ќе заврши таа мисија на Министерството за образование, нема никаква информација.